Гевгелија е изгревна сончевина. Гевгелија е чаршиска приказна. Калдрма по која минуваат години. Гевгелија е тепсија врз која се пече занаетот од прадедовците, гостопримството. Овој префикс гевгеличани го имаат уште од денот кога го протерувале единствениот турчин од населбата. Но поради тоа што турчинот почнал луто да ги колне, тие го повикале со зборовите гелгери, што значи врати се назад. Од овој настан и овие зборови гевгеличани го сочиниле своето име на населбата и се заветиле дека секогаш ќе бидат гостопримливи. Доаѓањето во Гевгелија е доаѓање во пространствата на традиционалните вредности. Студена вода и сладко одзрели смокви е пречекот за добре дојде. Јас своето за овој град го напишав. Сега останува на другите да ме препишуваат, копираат. А впрочем и тоа го прават. Додека јас ја учев историјата на мојот град од библиотеките, некој само ја препишуваше од моите истражувања. Додека јас го одев трнливиот пат, некој само се послужи со моите зборови. Но и тоа е придобивка на овој град, да има своја приказна, препознатлива не само за нас, ами и за оние кои го посетуваат, кои се случајни или намерни посетители. Ова е приказна за Гевгелија, за мојот град, кој ме научи како да го сакам, но не ме научи како да побегнам од неговите проблеми, туку ме тера да ги решавам. Ова е приказна за човекот кој израсна со чаршијата, а не старее, затоа што неговото име се стори легенда. И денес ми се чини дека посилна е приказната за легендата Попче, отколку самиот тој. Така некако би ја започнал денешната приказна за човекот кој го познава многу одамна. Човекот кој денес на својата 71 годишна возраст ќе го видите како без мака се качува на велосипед и како изрипува од него, чиниш има 15 години. И денес, Ѓорги Попзафиров Попче е оној истиот уште кога го запознав. И денес знае да се потсети на некогашните гевгелиски случки. Од постоењето на Гевгелија до денес бележиме многу приказни. Историја која што можеби ќе биде забележана во овој наш објектив, историја која што можеби никој пат нема да биде забележана. Меѓутоа, во аналите на постоењето на нашиот град Гевгелија, мислам дека постојат легенди кои што ќе бидат запишани. Меѓутоа, се уште постојат и живи легенди кои што се овде меѓу нас, кои што многу ретко ги забележуваме, меѓутоа со своето присуство, со својата дејност, ни значат многу и прават Гевгелија да изгледа шармерски, така би кажал, односно да изгледа малку поинаку од останатите градови во Македонија. Денеска се соочуваме со една личност која што многу пати сме ја имале во нашиот објектив, многу пати сме разговарале, но никој пат не сме направиле посебен портрет. Денеска на ти со Попче. Попче затоа што така ми кажа да те насловувам, не како Ѓорге. Твоето вистинско име и презиме? Е Попзафиров Ѓорге. Иначе, ако си од страна човек и дојдеш во Гевгелија и го бареш Попзафиров Ѓорге, никој пат не можеш да го најдеш. Ако кажеш Попче ми треба, одма ќе те донесе дома кај мене и во салонот кај мене. Овој наш портрет сакам да го започнам токму со тоа. Како дојде тебе да те нарекуваат Попче?
Зошто попче? Еве сега ќе ви кажам тоа, ќе видам во многу кратки црти. На мој таткото бил поп. И на времето, кога Гевгелија била многу мала бројчена, имало само двајца попа. Едниот поп бил во Гевгелија, другиот поп бил во Ѓавото. И само тие двајца попови одржале погреби. И сега кога ќе умрел некој во Гевгелија, ето сега после толку години се навратиме на тие сеќавања, кога ќе умрел некој човек во Гевгелија, кој поп ќе го закупи? Младото попче се викал така, значи на татко ми таткото бил поп и затоа го викат младото попче. И таму ми дошол прекорот попче. Rekli su mi najgore o tebi, nisu nikad pričali o sebi. Rekli su mi ono času lutili, virova sam, stariji su bili. Rekli su mi ono času lutili, virova sam, stariji su bili. Rekli su mi da si svugdje bija, rekli su mi da si puno bija. Неодењето на школа ме натера да ја одберам точно оваа професија. Јас како дете мал на своји 8-9 години. Ево, јас да ви кажам, иско, јас сум завршил 4-то основно оделение. Сега, татко ми и мајка ми исто беа фризери. Оние ја прекинаа, значи, татко ми сакаше да стане бербер. И јас на своји 8 години отидев на школа, значи до 4-то оделение учев. После 4-то оделение, кога отидев во први клас, така да го наречеме, 5-то оделение сега што го викат, не можев. Мене ми се фати и глас и нозите, повеќе на школа не сакав да одам. И отидов дома кај моите родители, реков, сакате ме, колите ме без, јас повеќе школа не учам, сакам да учам занаат. И така битна, значи стана фризер, дамско-машки фризер. Да, и ден денеска не жалам и просто многу сум горд на мојата професија. Од мојата професија некои мои колеги ја сваќат бизнис професија. Меѓутоа, јас сум навлезен во сршта на оваа професија. Јас ја сакам од душа и ја пренесам на моите, по нашо кажано чираци, ја пренесам од се душа, само да може некој да ме замене. Многу ќе ми биде жал ако некој не тргне по моите стапки од моите фамилии, па макар и од моите ученици. Oprosti mi pape, sve te grube riči i moj život sada na tvoj život sliči. Oprosti mi pape, časam druge slušam, ja sam pape isti, jer sam život kušao. Кој сака да биде заначија, мислам, кој сака да избере мојата професија, мора да го тргне мојот пат. Мора да... Како бил твојот пат? Мојот пат, јас од своји 8 години. Татко, значи, моите родители ќе ме скорнат са баленто у 6, да дојдам до кјанот, да го изчистам све, значи да го изчистам, да го направам се глад, да заклучам и не, и доаѓа татко ми во 7:15, а мене школата ми починеше во 8. 7:15 ќе дојдеше, ќе ми даја пари за бурек, ќе одам кај Коста Борисчијата бившиот, да јадам 4 буреки и една осмина од згоре, и јогурт, и право на школа. Од школа право во Докјан, на своји 8 години. Интересантно, јас бев многу голем, значи, многу бев преврзан со мојата професија. Јас, првиот муштерија, ми беше на своји 12 години. Како овие ученици кои што сега доаѓаат, нели нешто спомнавме, Да. кои што сега го учат занаетот од тебе, како гледаш на нив? Значи, колку се достојни на оваа дејност, колку сакаат да работат оваа дејност и
какви фризери станале? Предпоставам и Маргарита била нели овде Да. и е позната, меѓутоа имаш и нови млади најверојатно. Сега, јас имам доста чираци кои сакат да учат кај мене. Сега, тие чираци што биле кај мене, да исклучиме Маргарита, имав една Ицко од Негорци, кој исто фирмата му гласи Ице Попче. Значи, Ицко Попче го викат во Негорци. Тој чирак ми беше едно од најдобрите чираци, не најличните, најтрудолюбивите најсе. Меѓутоа, како оди времето, да ви кажам за претходните чираци, сите што се биле значи, кај мене, сите биле добри мајстори, али во кој смисол добри мајстори? Што, кога ќе отвори Дукино, кога ќе отвори фирмата да работи, тој работи едно 5 месеца, година, дена најнови, после дека мајстора бе немам работа, што е целата работа. Зошто? Тој се е научил од мене, само духот не го научил. Прво почнува како попче, а после тоа почнува како попче бизнесмен, бизнес. Они почнува. На него кој ќе му дојде муштерите таму, еден тука сега, па тој го чека. Овој сака поскоро да го постриже, а скоро стрижене, брзо стрижене и квалитет се може да биде заедно некој пат. И така во континуитет си ги губи муштерите. Оте сака да превтасе, да го стриже другиот. И така полека си губи муштеријата. Попче, јас на почетокот кажав дека е жива легенда на Гевгелија и од друга причина, што премногу го знае чаршијскиот живот, значи премногу поминало својот живот. Во едно вакво студио како твоето доаѓаат секакви луѓе. Луѓе кои што раскажуваат различни приказни од животот. Ти си овде секако да ги слушаш, меѓутоа да се ја завршиш работата, но сето тоа претпоставам дека останува во твојата глава и на некој начин, ако може слободно да кажам, си жива енциклопедија на постоењето на нашиот град. Што е тоа што ти пречи што се измени во градот и што можеби денес му недостига во однос на тоа што било порано? Значи, ово е прашање, така да кажам, се е поврзано со финанси, со приликите на денешното време. Скоро ништо не се изменило, сем архитектски, како така да кажеме, е изменен град. Духот на гевгелчани ќе остане ист и вкусот. Меѓутоа, желбите и стварноста и наистината не може да се сутрат предвидејќи тука е упитано финанси. Какви се гевгеличани по дух? Јас во една книга имам напишано дека се темпераментни и динамични луѓе, брзо зборливи луѓе, луѓе кои што поради таа своја брзозборливост и премногу се работливи. Меѓутоа, како Попче ги чувствува по дух гевгеличани, тие што доаѓаат барем кај тебе? Меѓутоа, реков си чаршиски човек кој што и многу повеќе се дружи од било кој друг. Јас на своји години преди, да кажем преди 20 години, пред 25 години, не знам вие дали се сеќавате на еден молер, Лала го вика. Мислам дека да. Така и тој ми викаше, јас сам бре космополита. Јас му се смеев што значи тоа. Меѓутоа да ви кажам, гевгелчани се космополита, а за мене космополита сака секој еден човек да го прими дома, да го пречека и кога ќе си оде тој човек од тука да зборува за него. Значи, опште земја гостопримливи. Dakle, и благонаклонети према луѓето што доаѓаат во Гевгелија. Останало ли тоа и денес така? Ево, например, кај мене на мој син. Со оглед на тоа што мора да го споменам фактот, се изградија многу нови хотели, дојдоа луѓе од страна, не само од туги земји, меѓутоа дојдоа луѓе од други градови. Да. Тоа значи дека менталитетот полека се менува кај граѓаните. Сепак Попче вели дека тие останале исти во гостопримство. Види, во глобала се исти, меѓутоа они што малку сега почнат да се менат, почнат и други што останали се да се прилагодат према моменталната прилика, што мене тоа ме радува. Како што кажав, ќе бидеш запишан, претпоставам, во аналите на гевгелиската историја, меѓутоа оваа дејност
Предпоставам дека сакаш некој да ја продолжи дали од твоите најблиски или можеби некој роднина, да речеме. Да. Постои ли таква можност? Ќе остане ли Попче и понатаму Наслик, дали ќе имам наслика да кажа. Еве сега да ви кажем, јас малку сум и мудар човек. Не случајно зедев малку жена помлада од мене. Тој не случајно, тоа све со намера. Јас не може да бидам вечен, како секој некој. Тито умреш, останало, па другите да не умреш. Сега да ви кажем една работа. Јас мојата професија со дух на моето воспитание ја воспитав и моето сопруга да ме замени. И таа не полика, него веќе скоро доста е навлегла во моите виштини на мојата професија. Доста е навлегла и веќе гледам јас замена моја кај неја. И тоа сум многу горд јас на неја. Меѓутоа синот колку што знам студира. Значи ќе продолжи по некои други пати. Синот мој од утре, од понеделник починува професионално се бави со фудбал. Он е спортист, фудбалер и така сум многу, пак сум горд на некој што тој е исто голем мајстор и така има Во својот занајд. Да, значи духот го има мој. Професионалист, али во фудбалот. Своевремено во Гевгелија започна да се организира една манифестација токму од вас, фризерска вечер. Меѓутоа, таа многу брзо згасна. Значи, не знам дали една година или две се одржа и толку. Или само една. Првата фризерска вечер ја организирав јас. Кога сакав, значи имаше многу голем одзив за неа во цела Македонија. Која беше целта? Која беше идејата? Значи како Идејата беше да се прави? идејата беше да се сдружиме сите занајчии што сме, мислам сите фризери. И ден денеска после таа фризерска вечер, сите колеги мои се оговарат еден према друг. Јас сакав да ги сближам, да се заимат и да станеме фамилија цела. Да не делекме, не да се не паѓаме еден со друг. Ево јас и ден денеска на 71 година, не едно што сум кажал лошо за мој колега. Не чини или не знам што. Не. Се дружите ли денес? Имате ли некое здружение или некаков си сојуз на... Не, нема. Има само занајчие. Тоа иначе фризерско здружение го нема. Како што јас го направиме, како што јас ги собрав сите фризери од Гевгелија и Јужна Македонија се. Првата вечер беше нева и тоа пазите само со символичен флес 50 динара. Втората фризерска вечер, кога сакав јас да ја организирам пак, али сакав малце по-спектакуларно да беше, сакав малце по-добра музика да донесам, гости од Ниш, гости од Смедерево, од Скопје, од цела Македонија сакав тука да донесам гости. И моите колеги викат, бре, ќе трошиме пари, за пари немаше да се троши. Имав јас спонзор, бев нашто. Не, јас ќе организирам, значи, со поевтина музика, а салата ќе ја наполнам. Значи, на нив им беше целта да направат пари од таа фризерска. Така пропадна најверојатно. Тоа пропадна одма. Попче, колку локации, значи колку простори до сега, се сеќаваш ли си имал сменито? Много. Јас се сеќавам и таму до библиотеката имаше едно време. Јас сега ќе ви кажам кај почнав прво. Најпрво почнав кај што сега Дине Кристал што го вика. Центар, шеталиштето. Така, таму почнав. Со татко ми, мајка ми, таму бев. Таму. После тоа дојде малце понавамо, кога дојде кога отвори за прв пат во Гевгелија. Тоа беше 64-та се вратив, 65-та, околу 67-70 година. Ајде малку за старите генерации или за возрастните генерации. Да. Ние зборувавме малку за салонското стрижење, меѓутоа сега ми евоцираш некако спомени од моето детство и на она што јас барем колку толку помалку ми се чини дека се сеќавам, како порано се дотеруваа гевгеличани какви фризури правеа, колку беа педантни,
Ние од твоите фотографии сето тоа ќе го видиме, меѓутоа со твој збор кажано, колку се дотеруваа, колку сакаа да бидат со убава фризура, убаво облечени, убаво исто така дотерани со панталони, некако денес со фармерки. Тогашна Гевгелија и сегашна Гевгелија, не да викам дека има многу голема разлика, но сршта на гевгелчанецот не е иста како што беше преди 30 години. Јас имав муштерија. Ако не, од јас бев доста често пати отсутен од Гевгелија. Често пати бев отсутен и од Гевгелија. И шо ме чека човек ти оди на друго место. Дома оди и плачи, а човек на 35 години, татко на 2 деца, плаче со сълзи и не оди на работа само така му порасте коста малце. И после и цела година да немаше, значи да не дојде, тој не беше на друго место. Се дотеруваа ли, се правеле фризури пред корзо, пред извегување? Корзото мислам дека ќе го спомнеш. Сега ќе ви кажам, јас баш работел кај што беше корзото. Сега да ви кажам едно. Не, сабота немаше шанса да стрижам. Зошто? Нема. Само се финираше. Жените се финираа, бидејќи треба да испадат во југо, во Задрога кафаната, имаше Задрога ресторан беше. Нема како чум без таква фризура. Тони, тие години, за нова година, пази, за нова година, вечерва е нова година, нели? Пред една вечер, пред нова година работиш до 2 до 3 сата од ноќта, си одам дома лазаки, и сабаринто у 4, 5 ми чукат на джамот, стани да ме финираш, треба да одам за Грција, да ја чекам тамо нова година. Да одам вика со фризура. Тоа беше... Немаше да јаде фризура, мора да се направише, мора. Тоа беше така и така си остана, мислам. Повче овој разговор со тебе никако да го завршиме, мислам. Цел ден да зборуваме, цел ден да зборуваме. Кои се, ајде, можеби не е убаво да спомнуваме личности, меѓутоа така со општи поими можеш да ни кажеш се поминал низ твоите раце, односно кој се стрижал и финирал кај тебе? Одма да ви кажам, јас кога имав, тоа беше пред војска, кога тога се, не знам кога година се отвори автопатот во Гевгелија. Автопатот тогаш дојде Мика Трипало и Пеко Дапчевич. Дојде да го пуштат автопатот Гевгелија, не знам, Мирацик. Да. Не е важно, добро. И тие одседна во хотелот на Задруга, тогаш ми се Задруга. И дојде од милицијата, на луѓе ни викат, ајде, вика, спремите се да одете да го стрижите Пеко Дапчевич и Мика Трипало. Викам, едно ќе го прича по-младиот, а другиот по-стариот. И јас и татко ми двајца. Да. И ние, татко ми со куферот и со сприврот оди и горе во пред вратата стоја милиција, што беше нормално обезбедувањето. И напита по српски. Неке, извините, господине, знаете ви кој ќе да бриете сада? И татко му одговори, што ме галја с кој ќе бричу? Мене ме интересира кој ќе ми плате. Знаеш што тоа беше кај да кажам шо. И они со, значи, јас го бричев Мика Трипало, татко Пеко Дапчевич. А за личности дружево Гевгелија, само лавови правда, че така се викаме, оти имав јас тие што сакаше дома да одам и никој друг да не го, че да не го знемари. И одев што малце незгодно ми да кажам кој си ти имаш. Добро, да, реков не со има и презиме, меѓутоа какви личности. Некои од познатите, некој пат звезди кои што минувале тука, кои што имале концерт, можеби музички звезди или не? Да ви кажам едно, многу одамна беше тоа, Кемал Монтено. Добро. Да, Кемал Монтено дојде лично во мојот салон горе да се стриже и
И сега актуелната, се още актуелна, сме речекла кога беше вака, како пръчка. Кој значи нените музичка кариера која е почна, да, која започна, дојде кај мене да изтренирам за да отекимала вечерен настав. Што го настав, таа како муња скокаше ни стаквотен, ни коса и остане, ни ништо. Сам така, доста што сега баш не ми доаѓа на... Добро, зошто Тито тука гледам фотографија? Види како, фино прашање ми постави. Сега да ви кажам јас зошто. Јас како дете малечко, сакав да одам на кино, викам, тато, дај ми пари да идам на кино. Ако кажеш кој повеќе сакаш, Тито или мене, и јас викам, тато, тета сакам повеќе, овеќе, мрш, тука нема ни пари, нема ни ништо. И мајка ми вика, бе, будал, бе, кој му каже, Тито го сака више. Тато викам, са шаре, Тито го сакам. И одма пари, еве ти пари за кино, еве ти пари за статка. Сега да ви кажам, зошто е тоа така. Зошто е така? Јас сум воспитан во тој дух да поштувам секој еден и да ме поштува. Тоа што ми беше на мене најдобро. Не на мене, на сите мои муштери, сите, на целиот народ. Тогаш во тоа време, не знам дали вие се сеќавате, одеш за река, глава те фатил, ќе се разболиш, или па те удрил камион, ајде, у болница там, испаѓаш без динар, без ништо. Ни плакаш, ни ништо, ти кажам, тоа што ми беше на мене по-угод, и така сум јас, од Тито викаше вака, чувајте го братството и единството како зеница во своето око, а тоа сега го нема. Сега може да му го искариш окото на твојот брат, ќе видиш по-добро. Сам да гам, тоа сега се е разчинано, се е разчатано. Што би им порачал попче на младите, на оние кои што го започнуваат овој занает? Јас цело време велам занает, нели, затоа што сметам дека тука се работи пред се за умешни раце, за добри креации и така натаму. Дали да ја започнат оваа дејност? Дали? Да ја започнат оваа дејност. Дали да ја работат оваа дејност? Еве сега се користам оваа прилика на ово вашето прашање пред гевгелската јавност, најверојатно и пошироко, да им препорачал на секој еден млад човек да учи за неа, поготово оваа професија, али да се разбереме. Да го учи, значи да ја учи оваа професија од душа. И од душа не да ваѓа пари. Нормално парите после ќе се доаѓаат сами. Мега да биде залюбен во оваа професија, да не може да спие вечерво ти некој муштери не бил многу задоволен од твојата услуга. Ќе го остава мојот драг пријател да истка уште неколку приказни денес. Со надеж дека повторно ќе се видиме и ќе отвориме некоја нова тема. Може би за гевгелиската политика или за средбите со другарот Тито. Не е важно. Важно е да го зачинете моабетот со малку мудрост и чаршиски збор, кој некогаш може да тежи и повеќе отколку една факултетска диплома.